Навистина ми е задоволство, почитувани представници на медиумите, почитуван колега. Задоволство ми е што можам да му посакам добре дојде на мојот романски колега, кој што навистина и лично и во име на својата влада постојано ја поддржува нашата стратешка цел, нашите стратешки цели и постојано се грижи за зајакнување на нашата билатерална соработка. Соработката помеѓу двете земји памти и има неколку датуми кои што ни беа важни. Еден од нив е 27 јули во веќе далечната 98 година, кога ја подпишавме спогодбата за соработка на воен план. Меѓутоа, нашите граѓани, можеби уште повеќе, ќе ги паметат датумите како што се, например, 27 февруари оваа година, 13 март, кога се заврши парламентарната процедура на ратификација на нашиот НАТО протокол, како и 18 јули, кога Романија официјално ја комплетираше ратификацијата и истата ја депонираше во Вашингтон. Оваа романска поддршка покажа дека не е само на зборови и за време на средби, туку навистина се покажува на дело. Романија беше една од земјите која во една вонредно брза процедура го даде својот глас и својата поддршка на нашето членство во НАТО. И навистина тоа значеше дека вашата влада, господине министер, вашите граѓани, меѓутоа и вашиот парламент препознаа во Република Северна Македонија партнер и сојузник кој што има капацитет и знаење да придонесе кон мирот, кон стабилноста и безбедноста на сите земји членки на Алијансата. Она што морам и овде да го споменам е дека поддршката на Романија никогаш не беше само на НАТО план. Туку романската влада беше еден од силните поддржувачи на нашата стратешка цел, час поскоро да ги почнеме преговорите со Европската Унија, и сакам да искористам оваа прилика и во име на нашата влада да се заблагодарам за таа поддршка и да кажам дека во октомври го очекуваме истото, со зголемен оптимизам и со зголемена амбициозност. Нашите армии одлично соработуваат. Денеска дискутиравме дека најголемиот дел од плановите за оваа година се веќе реализирани. Имаме заеднички обуки, заеднички вежби. Јас сум убедена дека во текот на овој утрешниот ден, кога министерот ќе ги посети некои од нашите капацитети, како што е Центарот за обука на пилоти, меѓутоа исто така и нашиот полк за специјални операции, дека ќе договориме и дополнителни начини на соработка. И во досегашната реформа користевме некои од советите на Романија. Она што денеска дополнително договоривме е и 3 области во кои што ќе поканеме експерти или мобилни тимови кои што ќе ги обучуваат нашите припадници на армијата и вработените во Министерството за одбрана. Едно е нивното искуство во мисии предводени од Европската Унија во Африка, каде што ние покажавме зголемена амбициозност. Второ, делот на модернизација преку договори влада со влада. И третиот, и многу важен не само за нашата армија, туку и за нашата економија, тоа е искуството на Романија и романските компании во настапот пред НАТО партнерите на пазарите на НАТО земјите членки. Ние рековме, членството во НАТО не е само безбедност. Членството во НАТО е економска можност. Таа ја видовме со зголемување на странските инвестиции во државата, меѓутоа сега сакаме да им помогнеме на нашите фирми полесно да настапат на пазарот на НАТО, бидејќи сега им се отвараат вратите со нашето членство. На крајот, дозволете ми да забележам дека оваа година, кога му посакавме добре дојде на министерот, кога Романија го ратификуваше протоколот, НАТО Алијансата слави 70 години. Меѓутоа, денеска се одбележуваат и точно 18 години од настаните во Њујорк, кога за прв пат од постоењето на НАТО беше активиран членот 5 од Вашингтонскиот договор. И тогаш сојузниците и членките на НАТО потврдија дека нападот на една е напад на сите.
дека безбедноста на една земја е важен за сите. Ние, како делови на Балканот, нашата држава Романија, знаеме дека е тоа така. Дека не можеме да имаме нестабилност во соседството, а ние да бидеме просперитетни и безбедни. И затоа заедно двете држави ќе продолжиме со уште поголем елан, сега веќе како сојузници, кои ги живеат истите идеали и идеи. Слобода, мир и безбедност на нашиот регион, но и на нашиот континент. Му благодарам на министерот за неговиот придонес во сето тоа. Stimată audiență, am răspuns cu mare plăcere invitației de a vizita Republica Macedonia de Nord și frumoasa dumneavoastră capitală Skopje, într-un context atât de încărcat de semnificații și mă refer aici în principal la faptul că ne aflăm la numai 3 zile de la cea de-a 28-a aniversare a proclamării independenței țării dumneavoastră. Почитувани присутни, со задоволство одговорив на поканата да ја посетам Република Северна Македонија и вашата прекрасна престолнина Скопје, во еден контекст кој што е полн со значење. Мислам на фактот дека се наоѓаме на 3 дена по одбележувањето на 28 годишнината од прогласувањето на независноста на вашата земја. România vă transmite cele mai calde felicitări cu ocazia acestei aniversări, precum și pentru faptul că ați îndeplinit cu succes demersurile de aderare la NATO, cea mai puternică alianță politico-militară din istoria lumii, în care veți deveni, în curând, cel de-al 30-lea membru cu drepturi depline, ceea ce cred și considerăm că va contribui în mod sigur la îmbunătățirea mediului de securitate din regiunea Balcanilor. Романија ви упатува најтопли честитки по повод прославата, како и за фактот што успешно ги исполнивте чекорите за пристапување во НАТО, најсилната политичко-војна алијанса во светската историја, во која наскоро ќе станете 30-та членка со целосни права, што секако ќе придонесе, со сигурност ќе придонесе за подобрување во безбедносното опкружување на Балканскиот регион. Vă asigur și pe această cale că țara mea vă va fi întotdeauna un prieten și un aliat de nădejde. Ве уверувам и на овој начин дека мојата земја секогаш ќе ви биде пријател и доверлив сојузник. Întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu omologul meu, cu doamna ministru Radmila, ne-a oferit oportunitatea de a discuta atât despre cooperarea bilaterală, cât și despre cooperarea regională, cât și despre colaborarea în cadrul NATO și, bineînțeles, al Uniunii Europene. Билатералната соработка со мојот омолог, господјата министер Радмила Шекеринска, ни даде можност да разговараме за билатералната и регионалната соработка, како и за соработката во рамки на НАТО и на Европската Унија. În ceea ce privește cooperarea bilaterală, am evidențiat sprijinul constant al României pentru eforturile de integrare euroatlantică a Republicii Macedonia de Nord, cu accent pe domeniile planificare strategică, instrucție și doctrină, logistică, resurse umane, comunicații și informatică, cât și pentru consolidarea cooperării în cadrul procesului reuniunii ministrilor apărării din Europa de Sud-Est și, bineînțeles, în cadrul Brigăzii de Sud-Est al Europei, Southeastern Europe Brigade Seabrig. Во однос на билатералната соработка, ја истакнав постојаната поддршка на Романија за напорите за евроатлантска интеграција на Република Северна Македонија, со фокус на областите стратешко планирање, обука и доктрина, логистика, човечки ресурси, комуникација и информатика, како и за зајакнување на соработката во процесот на состаноци на министрите за одбрана во Југоисточна Европа и во рамки на бригадата на Југоисточна Европа. Am punctat în cadrul discuțiilor deschiderea țării noastre pentru sprijinul procesului de relocare a comandamentului Seabrig din Grecia în Macedonia de Nord. Ја истакнав за време на дискусиите отвореноста на нашата земја за поддршка на процесот на релокација на командата на Seabrig од Грција во Северна Македонија. Un alt subiect pe agenda a fost continuarea strânsei colaborări în domeniul informațiilor pentru apărare, pe spații și tematici de interes reciproc, precum și situația de securitate din regiunea Balcanilor de Vest și fenomenul migrației. Друга тема на агендата беше продолжување на тесната соработка во областа на информациите во одбраната, во области и теми од заеднички интерес, како што се безбедностната состојба во регионот на Западен Балкан и феноменот на миграција. Cu privire la cooperarea în formatul Alianței Nord-Atlantice, ne-am exprimat îngrijorarea față de situația de securitate din regiunea Mării Negre, cu impact asupra securității continentului și a regiunii euroatlantice, precum și asupra posturii de descurajare și de apărare a NATO.
Што се однесува до соработката во форматот на Северноатлантската алијанса, изразивме загриженост во поглед на безбедносната состојба во регионот на Црното море, со импакт врз безбедноста на континентот и на Евроатлантскиот регион, како и на ставот за одвраќање и одбрана на НАТО. În acest context, am prezentat eforturile țările noastre de consolidare a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO, în cadrul prezenței înaintate adaptate a NATO, în special prin întărirea capacității de luptă a Brigăzii Multinaționale Sud-Est, dar și prin dezvoltarea pe teritoriul național a unei capabilități de comandă și control terestru de nivel corp de armată. Во овој контекст ги презентирав напорите на нашата земја за консолидација на ставот на одвраќање и одбрана на источното крило на НАТО, во рамки на прилагоденото растурено присуство во југоисточна, особено со зајакнување на одбранбената способност на мултинационалната бригада на Југоисточна Европа, но и покрај развојот на националната територија на копнена команда и контролна способност на ниво на армија. Am reiterat cu această ocazie angajamentul țării noastre de a continua contribuția echitabilă la partajarea sarcinilor în cadrul alianței pe cele 3 paliere. Vreau să-ți precizez că bugetul alocat apărării se ridică la 2% din produsul intern brut, procent care se va menține pentru minim 10 ani de zile. Во оваа прилика ја повторив посветеноста на нашата земја да се проложи со фер придонес во споделувањето на задачите во рамки на алијансата на 3 нивоа. Исподелив дека во Романија трета година поред буџетот распределен за одбраната изнесува 2% од бруто државниот производ. Вредноста што ќе се одржува минимум 10 години. De asemenea, am evidențiat importanța zonei Balcanilor de Vest, atât pentru România cât și pentru Macedonia de Nord, și am apreciat rolul constructiv al țării dumneavoastră în ceea ce privește securitatea și stabilitatea regională, pe fondul afirmării tot mai accentuate a intereselor Federației Ruse în regiune. Исто така, ја истакна важноста на подрачјето на Западен Балкан, како за Романија, така и за Северна Македонија. Ја истакнав конструктивната улога на вашата земја во однос на регионалната безбедност и стабилност во услови на што поакцентирана афирмација на интересите на Руската Федерација во регионот. Nu în ultimul rând, am discutat cu doamna ministru despre cooperarea în cadrul Uniunii Europene în contextul deținerii de către România în primele 6 luni ale acestui an a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Последно, но не најмалку важно, разговаравме со господјата министер Шекеринска за соработката во рамки на Европската Унија во контекст на ротирачкото претседателство на Романија со Советот на Европска Унија во првите 6 месеци од 2019 година. În ceea ce privește dimensiunea de apărare, România a continuat pe timpul mandatului eforturile aflate în derulare la nivelul european pentru dezvoltarea inițiativelor prin cooperarea structurată permanentă PESCO, revizuirea coordonată anuală a apărării CARD și Fondul European de Apărare. Во однос на одбранбената димензија, Романија ги проложи за време на мандатот напорите што се однесуваат на европско ниво за развој на иницијативи за постојана структурна соработа, ПЕСКО, годишен координиран преглед на одбраната КАРД и Европскиот одбранбен фонд ЕДФ. De asemenea, în perioada exercitării mandatului la președinția Consiliului UE, țara noastră a militat pentru dezvoltarea cooperării UE-NATO în domenii precum apărarea cibernetică, războiul hibrid, comunicare strategică și mobilitate militară. Исто така, за време на мандатот со председателството на Советот на Европска Унија, нашата земја се залагаше за развој на соработката ЕУ-НАТО во области како што се сајбер одбрана, хибридна војна, стратешка комуникација, војна мобилност. În încheiere, aș dori să vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru primirea deosebită și pentru foarte bună colaborare dintre România și Macedonia de Nord, în general, și dintre Ministerele Apărării în special. На крај би сакал да ви се заблагодарам, господјо министер Радмила Шекеринска-Јанковска, за одличниот прием и за многу добрата соработка помеѓу Романија и Северна Македонија во целина, особено меѓу Министерствата за одбрана. Dați-mi voie să vă felicit încă o dată pentru încheierea cu succes a demersurilor țării dumneavoastră de a deveni cel de-al 30-lea membru al Alianței Nord-Atlantice, ceea ce credem că va contribui la îmbunătățirea mediului de securitate din regiunea Balcanilor. Ви честитам уште еднаш за успешно затварање на напорите на вашата земја да станете 30-та членка на Северноатлантската алијанса, која ќе придонесе со сигурност за подобрување на безбедносното опкружување на Балканскиот регион. Ви благодарам.